Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Во ова издание објавуваме. Дивоградбата во Газибаба продолжува да расте со знаење на власта. Сите знаат дека се гради без дозвола и тоа на државна земја, но централните и локалните институции не можат или не сакаат да ја спречат градбата. Како е можно еден човек да е над законот? Фирмата СВ Инвест, која до преклани работеше со профит кој се мери во милиони евра, отиде во стечај. Како наеднаш пропаѓа една од најголемите битолски фирми, која опозицијата ја поврзува со врвот на владата. Управувањето со отпадот останува хроничен проблем за Тетово. Кај да се заврти, све е преплавено. Тетово се дави у ѓуре. Ma shumë janë ka anët e konvikteve dhe banesave që janë studentët. Градоначалничката не гледа толку црно на работите. E unë du t'i përmendi pak ato që rritë e vegjël që I kemi ndesne. Судот не е убеден дека национализираниот имот на градиште не може да им се врати на Пештанци. Тужбата на тужителот Атина Милевска од Пештани се уважува. И експерти се на тој став. Јас сум сигурен дека има основа за враќање, дека тука нема јавен интерес, тука е исклучиво приватен интерес. Реклами па сториите. Гледате 360 степени. Примерот со дивоградбата во Скопската општина Газибаба, која продолжува да расте со знаење на општинските и на централните власти, е парадигма за јаловоста на правниот систем во земјава. Сите знаат дека се гради незаконски, но никој не презема ништо конкретно, повикувајќи се токму на закон. Улогата на легализацијата на дивоградбите во најава и не треба да се споменува. Петар Клинчарски. Помина еден месец откако 360 степени првпат извести дека зад поликлиниката Ченто никнува дивоградба. Нелегалниот објект се гради на државно земјиште на кое порано имало привремени објекти, бараки, кои некако се трансформирани во приватна сопственост. На средината на јуни, кога повторно ја посетивме локацијата, на столбовите веќе беше поставена бетонска плоча. Тогаш од општина Газибаба првпат ни потврдија дека се гради без дозвола и дека издале решение за стопирање на градбата. Нашата последна посета на локацијата деновиве покажува дека градбата продолжува и покрај решението за стопирање. Првиот дел од објектот полека добива и ѕидови и прозорци. И претходно и сега, на самото градилиште нема информативна табла кој и што гради. Такво нешто, впрочем, и не е логично да има, бидејќи според важечкиот детален урбанистички план, таму треба да има јавни површини, паркинг, улица и тротоар. Приказната ја отворија локалните жители кои, за разлика од пред еден месец, сега се плашат да зборуваат јавно. Во меѓувреме, освен до општината, реагирали до неколку други институции. И 360 степени се обрати до една од нив, Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, од каде ни потврдија дека го разгледале дописот од жители на Газибаба, но велат не биле надлежни. Утврдено е дека претставката се однесува за работи од локално значење, односно посочената локација се однесува за градба од втора категорија, за која согласно одредбите од Законот за градење, во управна постапка има одлучувано општината и има донесено соодветни управни акти. Во однос на прашањето какви понатамошни действија би биле преземени, ве упатуваме до градоначалникот на општина Газибаба, кој е надлежен да постапува за градбите од локално значење. Се обративме и до Газибаба по трет пат за еден месец. Локалната власт досега тврдеше дека уште во јануари со полициска асистенција ја отстраниле лимената ограда со која бил заграден просторот, а во мај, откако градбата продолжила, донеле решение за прекид на градбата. Сега велат дека се подготвени да му издадат решение за уривање на градбата на инвеститорот Исми Адеми, но морале да почекаат, бидејќи тој поднел жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцијскиот надзор и прекршочната постапка. Оттаму пак велат дека рокот за постапување по жалбата изнесува 2 месеци. Доколку врз основа на утврдената фактичка состојба и изведените докази по предметот, произлезе дека жалбата треба да се одбие, во тој случај може да се поведе управен спор со тужба пред Управен суд Скопје во рок од 30 дена од денот на доставување на второстепеното решение.
Со други зборови, сите знаат дека се гради без дозвола и тоа на државна земја, но централните и локалните институции не можат или не сакаат да ја спречат градбата. Како е можно еден човек да е над законот? Според податоците на Државниот завод за статистика, случајот не е единствен. Само лани во земјава се регистрирани 685 дивоградби. Таа бројка е изненадувачки мала, вели претседателот на Асоциацијата на архитекти Мишко Ралев. Секако дека сметаме сите и од струката дека таа бројка е многу поголема, но инертноста или неекипираноста на општините, имаме општини со многу различна администрација, инспекторски служби. Еве, сведочевме дека се жалеше и градоначалникот на еден Охрид дека до пред некоја година имал само еден градежен инспектор, што е навистина нонсенс. Тоа се случува и во неколку скопски општини. И во неколку скопски, велам за Охрид, затоа што нели Охрид има некаков посебен третман и мислиме дека Охрид е под некаква специјална обсервација на јавноста, на општеството, но случајот не е таков. И вие со таква една оскуден кадар од инспекцијските служби не можете да го контролирате земјиштето и просторот. А со тоа се поттикнуваат токму овие бесправни градби. Според Ралев, и самата држава индиректно ги стимулира дивоградбите. Например, преку најавите за широк закон за легализација на дивоградби, преку неносење на детални планови, но и со неменувањето на одредбата за дооформување парцела, според која е доволно да се поседува 30% од некоја парцела, за да се добие право да се откупат останатите 70% од државата по ценовник кој не одговара на пазарните цени во атрактивните општини. Мислам, тоа е некаков логичен заклучок дека ако државата заради окрупнување или на локациите го продава и тоа не по пазарна цена на своето земјиште, мислам дека тоа е доказ и показ дека не домаќински се третира просторот, а просторот е на сите. Ние мораме да сватиме дека тоа е наш простор и од нашите средства се одзима. Кои да ги стимулира дивоградбите, на сила се закони што треба да ги спречат. Тие важат на целата територија на земјата, па така треба и да се применуваат. Примерот од Газибаба не само што покажува дека не е така, туку е слика и прилика за целосно потврлање на системот. Соработуваше со РЕК Битола, постигна неверојатен подем за само 2 години и наеднаш отиде во стечај. Тоа е приказната за компанијата СВ Инвест, позната во јавноста по тендерите во најголемиот енергетски комбинат во државава, но и по наводите од опозицијата за врски со власта. Истражувајќи како и зошто една од најголемите и најуспешни битолски компании направи долг за да оди во стечај, 360 степени открива релации меѓу оваа компанија и релативно непознатата Новоматрикс, која сега е во подем и од неодамна добива тендери во РЕК Битола. Александар Димитриевски за еден аспект од приказната за, како што ја нарекува од СДСМ додека беа во опозиција, кражбата на столетието. Ретко кој имаше слушнато за битолската компанија СВ Инвест кога во април 2018 година опозицијата обвини дека таа е параван за бизнис интереси на семејството на премиерот. Камиони од струмичка компанија во собственост на Вице Заев, брат на премиерот Зоран Заев, со налепници од битолската компанија СВ Инвест, се ангажирани за превоз на јаглен во РЕК Битола. Тоа е така бидејќи собственик на овие камиони кои се гледаат од видеоматеријалот не е СВ Инвест, туку компанијата ДГ Тотал Инженеринг Струмица, каде управител и собственик е лицето Вице Заев, брат на премиерот Зоран Заев. Ваквите обвинувања добија демант од посочените. Така, приказната тогаш се стиша. Но набрзо потоа, СВ Инвест почна да добива тендери во РЕК Битола, иако не за транспорт на јаглен. Дел од тие сделки станаа спорни за опозицијата. Столе Чифлигаровски, собственикот на СВ Инвест, и индиректно Вице Заев преку СВ Инвест се обидуваат да изнудат тендер без да исполнуваат услови за да го добијат тендерот од фирма која си го добила најавен повик во РЕК Битола. Електрани на Северна Македонија, владата и сите други повторно демантираа, но во меѓувреме се случи неочекуван настан.
Фирмата СВ Инвест, која до преклани работеше со профит кој се мери во милиони евра, отиде во стечај. Зошто наеднаш пропаѓа една од најголемите битолски фирми. Рударско-енергетски комбинат Битола. Тоа е целото име на најголемиот производител на електрична енергија во државава, но и име на државната фирма која троши најмногу пари на јавни набавки. Ставката по која се одлеваат најмногу буџетски средства на тендери е за наем на приватна механизација за различни намени, како ископ на јаглен или јаловина. Само за половина година, оваа 2021, РЕК веќе има подпишано јавни набавки во висина од околу 44 милиони евра, а тоа не е воопшто малку. Лани, за цела година, за надворешна механизација биле потрошени двојно пониски 21,3 милиони евра. Во 2019 пак 14,9 милиони евра. Или, ако се направи историски преглед, откако по доаѓањето на власт СДСМ успеа да ги преполови трошоците за надворешна механизација. РЕК годинава се враќа на нивото на трошење за оваа намена, слично како во времето на ВМРО ДПМН. Зошто годинава се потрошени толку пари? Причината лежи во активностите што се реализираат во рудникот ПС на РЕК Битола во два важни сегменти. Годинава конечно се реализира пуштањето во употреба на новиот јаловински систем во рудникот ПС, зашто пак неопходен е ангажман на сериозен број машини за ископ. Исто така, зголемените трошоци за ископ на јаловина годинава се должат и на јавната набавка за изработка на усек за раздвојување во површинскиот коп ПС во РЕК Битола. Активноста следува поминато годишните катастрофални поплави што ги зафатија рудниците на РЕК Битола и има за цел превенција на елементарни непогоди од таков тип. Сумата од 44 милиони евра за помошна механизација не ги вклучува и 17,5 милиони евра кои комбинатот ги потроши на сопствени машини. Од РЕК велат, таа опрема се уште не е стигната, но и кога ќе стигне ќе покрие до 30% од потребите. Главните прашања низ годините сепак не се врзани само за тоа колку пари троши РЕК на приватна механизација, туку и кај кои фирми. Една група компании добиваше тендери во времето на ВМРО ДПМН и во времето на СДСМ, како Пелистер, Марковски компани, Рудкоп, Мискомерц. Но смената на власта донесе и промени. Трансмет, чиј газда Сеат Кочан заврши во затвор за тендери во РЕК од 17 милиони евра, кои ги добивал со лажни документи, повеќе не работи во комбинатот. Но со новата власт се појавија и нови играчи. Првично тоа беше фирмата СВ Инвест, а од неодамна, меѓу другите, и фирмата Ново Матрикс. Зошто се значени токму овие две компании? СВ Инвест е компанија која во 2016 година имаше еден вработен, а во 2019 стигна до 280 вработени. Во 2016 година СВ Инвест имала 4,8 милиони евра приходи, за лани да стигне до 19,4 милиони евра. Во 2016 имаше профит од 290.000 евра, за во 2019 да има 10 пати поголем профит, 2 милиони и 530.000 евра. Лани пак, фирмата наеднаш забележа загуба од 2 милиона и 340.000 евра и необјасниво за таква компанија годинава отиде во стечај. Зошто? Дел од одговорите можеа да се дознаат на стечајното рочиште кое во петокот се одржа во Основниот суд во Битола. Стечајниот управник Коле Волчевски и пред присутните доверители објасни дека СВ Инвест има долгови кон повеќе од 50 субјекти, меѓу кои се вработените, државата, банки и други фирми. Во пари, вкупниот признаен долг изнесува 25 милиони евра. Освен што СВ Инвест должи многу, во исто време и многу и должат, сума што допрва треба да се утврди. Останува натаму да се одржи уште извештајното рочиште, од каде што ќе се знае подетално колку имот има и што може да се очекува од овој стечај. Дали ќе одиме понатаму со план за организација или ќе одиме со ликвидација и намерување на доверителите процентуално онака како што е обезбеден, што е обезбедим имотот на стечајниот должник. Моментално побарувањата се прилично обемни, има недвижен имот и подвижен имот, негде околу 10-15 возила, моторни возила, камиони, нешто и не знам, багери, така во тој смисол. Има недвижен имот во Битола, Кичево, Скопје, Злокуќани,
и Визбегово, има во Карпош, во Центар 2, во Центар 1. Треба се процени за точно да се утврди колкав е имотот. Листата на доверители самата кажува многу, но и отвара многу дилеми за работењето на СВ Инвест. Компанијата на Стојан Чифлигаровски најмногу пари должи на Стопанска банка од Скопје, близу 4,7 милиони евра. Второ на листата е финансиското друштво Пелистер, кон кого СВ Инвест има долг од околу 3,5 милиони евра. Интересно е што газда на Пелистер е Силјан Мицевски, кој пак е најголем добитник на тендери во РЕК Битола во изминативе десетина години, а со тоа и конкурент на СВ Инвест. Трета на листата е досега релативно непознатата компанија Новоматрикс, која задолжила СВ Инвест со околу 3,5 милиони евра. Симптоматично, актуелен газда на Новоматрикс извесен Александар Наумов, кој доскоро бил управител токму во СВ Инвест. Четврт најголем доверител на СВ Инвест е настел на бизнисменот Зоран Азманов со околу 3,4 милиони евра. Пети најголем доверител на листата со побарување од 2,6 милиони евра е компанијата Битексимо, каде до лани собственик бил токму газдата на СВ Инвест Чифлигаровски. Шести на листата се Ујапа. Не е познато како, но СВ Инвест досега си работел непречено, а должал над 1,8 милиони евра данок на државата. Ова се признаените долгови. Стечајниот управник отфрли над 5 милиони евра дополнителни побарувања, бидејќи се пријавени во јавните книги во последните 90 дена пред отворањето на стечајот. Па го прашавме стечајниот управник Волчевски дали тој веќе има слика зошто СВ Инвест отиде во стечај. Вели дека причината е што повеќе субјекти во кус период решиле да извршат наплатата на долговите. Претежно работењето се одвивало со кредити од банките и претежно од сите банки. Иако пратевте точно од излагањето од приговорите на испитното рочиште, многу приговори се одбиени од прилика што правата кои што ги побаруваат сите доверители се воспоставени точно во последните 3 месеци, што повеќе престануваат таквите права да по закон за стечај. И најверојатно и тоа го натерало стечајниот должник, мислам, доверителите да дадат предлог, и тоа не малце, него 4 доверители дадат предлог за стечај, од причини што сите доверители, кај што му должел СВ Инвест, поднесле предлог за извршување на имотот. Јавно достапните податоци покажуваат дека најголем дел од приходите на СВ Инвест не се од РЕК Битола, но токму преку тендерите на комбинатот дојдовме до врската меѓу СВ Инвест, која сега пропаѓа, и Новоматрикс, која сега е во подем. Интересно е што еден од тендерите што СВ Инвест вообичаено ги добиваше во последниве години, услуга од технолошко чистење на БТО системите во ПК Суводол и ПК Брод Гнеотино, РЕК Битола, неодамна го доби токму Новоматрикс. За Новоматрикс пак е интересно што немала никакви приходи во 2017, 18 и 19 година, за лани наеднаш да прикаже вкупни приходи од 4,6 милиони евра. Без претходна историја на соработка со РЕК, според страницата на Бирото за јавни набавки, сега добива тендер од близу 1 милион евра за кој не се пријавил никој друг, освен тие. Но СВ Инвест и Новоматрикс не ги врзува само тендерот во РЕК. Според податоците од Централниот регистар, газда на Новоматрикс од 2018 година е лицето Александар Наумов. Лице со исто име и презиме и адреса било управител на СВ Инвест во периодот од февруари 2018 до март 2019 година. Не помалку интересно е и каде се регистрирани двете фирми. На прв поглед нема поврзаност, бидејќи СВ Инвест се води на адреса на куќа во центарот на Битола, а Новоматрикс на периферијата на градот. Податоците од катастарот покажуваат дека собственик и на двата објекта е исто лице, известна Снежана Петличкова. Тука не завршуваат врските. На почетокот на годинава Новоматрикс заложила своји, но и машини на СВ Инвест во корист на Стопанска банка од Скопје. Во април годинава Новоматрикс подигнала кредити од Комерцијална банка, при што е заложено сега руинираното поштенско одмаралиште на Водно. Сите овие врски не се нешто што би требало да го знаат во РЕК Битола, каде Новоматрикс практично почна да превзема работата од СВ Инвест. Но затоа прашавме како фирма која практично нема искуство со електраната ја добила последната јавна набавка. Јавната набавка што ја споменувате беше отворена и на истата можеше да се јави било која заинтересирана фирма за извршување на услугата. Дали пропаста на СВ Инвест и подемот на Новоматрикс се поврзани, се обидовме да дознаеме и од фирмите инволвирани во стечајната постапка. Не добивме став од Стојан Чифлигаровски, Новоматрикс, Пелистер на Силјан Мицевски.
Во јавно достапните документи нема директен доказ дека Савинвест соработувала со некој од фирмите на семејството на премиерот. Единствената конекција со Струмица е меѓу нотарските објави и открива дека битолската фирма купувала камиони од струмичката градежна компанија Карамазов МР. Карамазов МР, која само лани има приходи од над 56 милиони евра, нема правна поврзаност со компанијата на семејството на премиерот. Врска прави опозицијата, според која хотелот Вила Парк, кој е во сопственост на Карамазов МР, е омиленото место за собирање рекет на заеви. И од оваа компанија не одговорија на прашањата на 360 степени. Пештанци ја продолжуваат битката за враќање на национализираните имоти на кои е подигнат автокампот Градиште на Охридското езеро. Во прилог им одат пресудите од управниот суд кој не е убеден во ставот на Комисијата за денационализација дека парцелите не може да се вратат и дека некогашните сопственици треба само да бидат обештетени. И експерти сметаат дека Комисијата погрешно го толкува и применува законот. Славица Филиповска со ново продолжение на оваа тема. 20 години заглавени во процесот на денационализација. Ова е приказната за 36 семејства од Охридското село Пештани, за кои минатата недела објавивме дека не можат да се ги вратат парцелите одземени од државата на локацијата каде е поставен познатиот автокамп Градиште. Некој прави пари, милионски суми, ние не можеме тука и пристап да дојме до нив. Има основ за враќање. Со одлука на влада све се решава. Надлежната комисија за денационализација не им го враќа имотот со образложение дека на земјиштето е изграден автокамп, што го смета за јавен интерес. Нуди обештетување. Ценава што ја дава 275 денари по четврти пат месечни. Кој би ја прифатил? Комисијата за денационализација вели дека цената е пресметана како просечна вредност на земјиштето во периодот кога било одземено. Но поранешен член на истата комисија тврди дека парцелите може да им се вратат на пештанци. Јас сум сигурен дека има основа за враќање, дека тука нема јавен интерес, тука е исклучиво приватен интерес. Пештанци во саботата го блокираа автокампот и порачаа. Од следниот протест се радикализираат. Ново рочиште во Управниот суд за барателка на имот во Градиште, кој во 1957 година и го конфискувала државата. Атина Милеска од Пештани поднела тужба против решението на Комисијата за денационализација, која одбива да ги врати парцелите во Градиште и за возврат и нуди обештетување по цена од 235 денари за метар квадратен. Во овие 20 години ништо нема постигнато. Јас лично имам 3 пресуди во моја корис и пак таа корис за 235 денари една смешна цена. Значи тоа нигде го нема. Ние го бараме земјиштето да ни се вратит или да ни се плати по соодветна цена како што ние си сакаме. Зошто пак да го ставиме ние на некој да го користи, да ги зема тие пари да ги работите? Пресудата на Управниот суд стигна за 24 часа. Беше објавена во отсуство на тужителката и тужените. Овој судечки совет едногласно ја донесе и ја објавува следната пресуда. Тужбата на тужителот Атина Милевска од Пештани се уважува. Решението на Министерството за финансии и Комисија за одлучување по барање за денационализација се поништува и се задолжува тужениот орган во рок од 15 дена од правосилноста на пресудата да донесе нов управен акт. Судечкиот совет образложи на што ја темели пресудата. Од сите изведени докази не се стекна сигурност дека тужениот орган при утврдување на фактичката состојба во целост утврдил дали предметното земјиште може да биде предмет на реално враќање. Значи тоа е првата и основна и најглавната интенција на законот, се што може да се врати, а доколку не постои можност за такво враќање, потоа да следува надомест. Освен што не се појавија на рочиштето, од Комисијата за денационализација не одговорија ниту писмено. Како го коментираат фактот што судот не е убеден во нивните тврдења дека имотот не може да им се врати на некогашните сопственици. Во минато неделната сторија, Комисијата образложи дека на терен е утврдено од земјиштето не може да се врати, зашто е исполнет јавниот интерес за кој е земено – изграден е автокамп.
Но пресудите на управниот суд, иако не се мериторни, туку ја задолжуваат комисијата повторно да ги разгледа решенијата, им даваат ветер во грб на пештанци. Тие изминатиот викенд го блокираа влезот на автокампот и најавија дека ова е последен мирен собир. Ние овде не се собравме, што ми дошло нас на памет, сега ќе го земаме на нашето земјиште што му се одземало на нашите родители. Се донесол закон. Значи тој закон треба да важи за сите во Македонија. Бараме конкретно мериторно решение од управен суд. Еднаш нака се спроведи законот. Се добива впечаток дека државата не може да се справи со градиште и ние прашуваме, значи, кој е посилен во моментов од државата. Значи, дали има посилен од премиерот и од владата во оваа држава. Да видиме кој ја мати цело време водата. Истрошено, нервозно, разочарано и од државата и од институциите. Сакаме еднаш конечно оваа војна да се заврши. Да го добиеме она што стварно законски ни припаѓа. Градиште за Пештани представува едно дете кој е откинато од мајката и мајката гледа години како го силуваат политички криминални структури и локални мојтници. Веќе објавивме дека иако земјиштето под автокампот Градиште се уште е на Република Северна Македонија, со него управува компанијата Инекс Горица, која одамна е во приватна сопственост. Најголемиот акционер во Инекс Горица, Божо Илјовски, познат како Бошко Ремис, ни кажа дека тие го имаат кампот во владение и дека го издаваат на помали закупци. Во моментов, таму стопанисува фирмата МКМ Нова Трейд со 5-годишен договор до 2024 година. МКМ Нова Трейд годишно и плаќа на Инекс Горица околу 57.000 евра за закуп, а потоа тие ги издаваат приколките на заинтересирани поединци. Ќар има и Инекс Горица и фирмата закупец, но кој е ќарот на државата или јавниот интерес? Под какви услови фирмата Инекс Горица поставила автокамп на државно земјиште во Градиште? Дали постои договор за закуп, некаква концесија, на колка временски период и за колку пари? На овие прашања не добивме одговор од општина Охрид, во чија надлежност е управување со ова државно земјиште. За разлика од сега, минатата недела од општина Охрид детално ни одговорија дека внатре во кампот општинската инспекција констатирала состојба надвор од сите одобрени проекти и законски прописи и донела решение за отстранување на дел од бесправните објекти, платформи, настрешници, плочи од бекатон плочки. Според сите околности, Славко Лазовски, кој е поранешен председател на Комисијата за денационализација, смета дека има основа на пештанци да им се врати имотот. Мислам дека овде барањето за денационализација е чиста работа. Односно во законот за денационализација имот кој е предмет на барање за денационализација не може да биде вратен на поранешните собственици или нивните правни следбеници доколку на тој имот има објект кој е од јавен интерес и втората причина доколку тој истиот имот е продаден на правно и физичко лице. Овде во конкретниот случај нити има изграден објект од јавен карактер, нити е продадено на правно и физичко лице. Тоа значи дека барањата не се оправдани и треба да им се врати бараниот имот. Но сегашната Комисија за денационализација, сегашниот состав, вели дека исполнета е намената за која што е оземен имотот, дека таму има пристапни патеки, дека е изграден автокамп. Не, тоа го нема во законот за денационализација, тоа е смешно објаснување, според мене, дека тоа има пристапни патишта, дека и така натаму. Општина Охрид јасно кажува дека има привремени објекти. А тоа значи дека собственикот на тој привремен објект треба во секое време да си ги собере материјалите и да се оди во еден одреден примерен рок. Дури во законот има една одредба во која што вели што ме поднесено барање за денационализација престануваат сите стопански активности на тој објект. Овде во таа одредба не е почитувана. Лазовски вели дека во неговиот мандат комисијата ги почнала подготвителните работи за предметите околу Градиште, но дека поради други околности тој набрзо бил сменет од функцијата. Сепак смета дека спорот одамна требало да се реши. Мислам дека тука почувствував додека бев председател на таа комисија, дека некој си зацртал дека све што е имот испод патот за Свети Наум не сме да биде вратен, што апсолутно не држи вода, односно е спротивно во законот за Кој мислите дека зацртал? Па мислам дека многу, мислам дека бизнис заедниците имаат
тука некои приватни интереси. Тој има забелешки за понудената сума за обештетување. Комисијата вели дека сите така се обештетуваат. Според вредноста во моментот кога земе. Да, ама ако законот пишува па и дека предметот треба се реши во рок од 6 месеци. Сега ти не си го решил 20 години од поднесувањето барање и сега ти е страв да поминеш на законот за процена, односно почитувајќи го и законот за денацизација, а посебно уставот во кој што вели мора да се обезбеди правичен надоместок, а тоа значи по пазарна цена во моментот на враќање. Ако не може да им се врати имотот, пештанци во крајна линија се согласни на обештетување, но по актуелна пазарна цена. А додека тие се вртат во институционален круг и протестираат, на другата страна на кампот, туристичката сезона веќе е во полн ек. Тетово е комплексно за управување од многу аспекти, особено комунални. Менаџирањето со отпадот беше и останува хроничен проблем, чие решавање очигледно бара подлабок зафат, и финансиски и организацијски. Граѓаните се жалат, но градоначалничката Теута Арифи смета дека сликата не е толку црна. Зоран Јовановски. Тетово е град со околу 86.000 жители, според пописот од 2002 година. Но тогаш се сменија многу работи. Никнаа цели нови населби, а со тоа и бројот на жители и покрај иселувањето најверојатно е поголем. И ништо не е како порано, освен се чини една работа. Кај да се заврти, све е преплавено. Па сигурно е дека бреши. Сликата е ужасна. Не треба да одите подалеку, кај да се свртите. Тетово се дави од ѓуре. Како да го опишем? Значи, со зборот катастрофа може би е малку да се опише. Ka lagjet e cilat janë për katastrofë, për gjëna, me ditë ata, tonë në Tetov duhet funksionojë pak më ndryshe, jo kështu. Si është për momentin dhe si duket. Јавното комунално предпријатие Тетово има вкупно 242 вработени, а на хонорарците бројот не им се знае. Од општината велат дека тоа е бројка што варира во зависност од потребите, но и така очигледно не се постигнува. Контейнерите, ама нема кога човек да помине, се полни. Дали не се зимаат на време, дали па има премногу малку контейнери во однос на становништвото. Лоша е, многу лоша е. Треба да се среди ова работа, да биде градот почист. Është gjendja e keqe e xhuprave, më shumë janë ka anët e konvikteve dhe banesave që janë studentët. Грозна. Сликата е грозна, треба да се преземе мерки за хигиена, бар најбитно. Проблемот не е од вчера. Кога повеќе, кога помалку, градот е во комунална криза со децении. Се менуваа градоначалници, директори на комуналното предпријатие, раководители на сектори, но никој не успеа докрај да ги испразни контейнерите. На многу локации низ градот се создаваат и диви депонии. Таков е влезот на православните гробишта. Надлежните ставиле табла со забрана, но луѓе од соседството сведочат дека ѓубрево ретко се собира, а го носат несовесни луѓе од други места. Сито ѓубре е од надвор. Доаѓа со коли се фрла, со пломбиња се фрла, со камиони, со трактори се фрла. Да се постави поголема контрола, ако треба да проаѓа полиција почесто да прати. Ако треба камери, ние ќе ги купиме, ќе ги ставиме. Тетовци велат дека дента кога снимавме, дури било и чисто. На социјалните мрежи објавуваат фотографии со ужасни гледки, често подбивајќи се со новата зелена агенда на владеачката и на локално и на централно ниво, ДУИ. Бошко Видоевски на својот Facebook профил често критикува на оваа тема. Тој смета дека проблемот го создаваат повеќе околности. Инертноста на надлежните, несовесните граѓани, незаконското депонирање амбалажен отпад од дел од маркетите, кучињата скитници кои го разнесуваат ѓубрето и малкуте контейнери за толкав број жители. Како архитект би апелирал и до сите вклучени во постапката за планирање на деталните урбанистички планови, да обрнат внимание и на капацитетот на постоечките места за одлагање на отпадот, бидејќи секој поголем број на жители, бидејќи секој зголемен број на жители во планскиот офат повлекува да се зголеми капацитетот на
контейнерите за домашен отпад. Според експертите за управување со отпад, Тетовското не е исклучок од другите комунални претпријатија во земјава да служат за вдомување партиски кадри. Сигурно дека е неопходно да се изврши соодветна обука на стручните кадри, како и на, да кажеме, манипулативните работници, со цел да се направат поефикасни. Дополнително, сигурно е неопходна модерна, нова механизација која што ќе може да работи без поголеми застои. Но Иванов посочува дека за да функционира нормално едно комунално претпријатие, потребни се финансии. Според податоците на Тетовската локална самоуправа, во 2018, 2019 и 2020 година, просечната наплата на сметки е 43%. Во текот на корона кризата паднала уште повеќе. Според познавачите, за едно комунално да функционира како што треба, неопходна е наплата од над 70%. Може би и тоа е како причина. Треба да се освеса, значи луѓето треба да плаќаат, ако е тоа причината. Треба да се преземат други мерки за да дојде до тоа да се нормализира ситуацијата. Сосема точно. Значи и работниците немаат волја да работат. И ниски се платите. Може би и да е така, тоа не ги амнестира од одговорноста да си го изчистат ѓубрето, така? А они како ќе си ги наплатат долговите, тоа си е. И банките имаат должници, така? Па си наплаќаат, не кукаат. Besoj se nuk është sakt, për një arsye se unë vetë jam taksa paguesi atyre dhe I paguaj për çdo vit. Besoj se edhe ju edhe secili e pagun atë që huthe dhe normalistikisht që e pagun. Па и тоа нека треба, ако треба да плаќаат повеќе, нека биде чисто. Платите се многу мали и во однос на тоа би требало некоја сума реална за да може и комуналниот смет да се зима, нели? Градоначалничка на општина Тетово цели 2 мандата е Теута Арифи, како кадар на ДУИ. Таа не гледа толку црно на работите. Mendoj se ne mbajmë një standard të cilin përpiqemi që ta rrisim sa më tepër, duke zëvendësuar kontejnerët, duke shikuar që ta renovojmë makinerinë e cila punon në këtë drejtim, po njëkohësisht bashkërisht me qytetarët duke rritur edhe vetdijen e përgjithshme që të kemi më shumë kujdes për sa I përket hedhjes së mbetjeve. Ако веруваме дека Тетово е доста зголемен град и по населби и по број на жители, дали во последниве 8 години колку што сте градоначалник не најдовте време, начин, околности да направите реформа и на јавното комунално предпријатие? Gjithsesi se për ne jo vetëm reformimi, po stabilizimi I ndërmarrjes publike komunale ka qenë prioriteti kryesor. Se nëse flasim për vite më pas, për fat të keq, ndërmarrja komunale ne kemi gjetur në një gjendje jashtëzakonisht të rëndë, me rroga të papaguara, me maqineri të pamundshme për të punuar I kështu me radhë. Dhe për vite me radhë kemi punuar në radhë të parë në stabilizimin e saj. Ариф има коментар на подсмешливите пораки за идеолошкото позеленување на ДУИ, со оглед на еколошките проблеми во средините во кои градоначалници се кадри токму на оваа партија. Po I vlerësoj po ashtu shumë jo vetëm ata të cilët ankohen për errësirën, po ata që ndezin edhe një qiri për të dalë prej errësirës. Unë duhet t'i përmendi pak ato qirit e vegjël që I kemi ndez ne. Арифи ги наброја новиот зафат за Тетовскиот водовод, пречистителната станица, новата делница од еден булевар, отстранувањето на дивата депонија и изградбата на 3 фотоволтаични системи. Со овие проекти, смета Арифи, таа веќе действувала како градоначалник од Зелена партија. Во изминатите 8 години, општина Тетово инвестирала 2.150.000 евра во комуналното, од кои околу 1.400.000 отише за водоводот и пречистителната станица. Директно во комуналното предпријатие завршиле околу 770.000 евра, или во просек по 95.000 годишно. Малку или доволно, одговорот го даваат потребите на граѓаните. По оваа сторија ќе направиме уште една пауза, а по неа доаѓа времето за редовната саботажа.
Зрак на надеж од немајкаде се појавува, особено за оние на кои им беше одземено правото на живот. Прогласени за заминати на оној свет, се вратија таму каде што припаѓаат. Оправиме се сега, готово. Завршиме ги проблемите, што имаше се оне деме, сега си тече животот нормален како што треба. Оптимизмот никако не треба да спласнува, туку само да се подкрева. За сите ќе се најде чаре. Мала, но земја што ветува им пружа шанса на сите. Сите показатели говорат дека е на добар пат. Бројот на задоволни семејства продолжува да го одржува во обичајниот тренд. Само 10 ученика се испишани врз основа на иселување во странска држава. Овие 10 семејства од Штипке жалат затоа што немале можност да видат колку сите се трудат да ги задржат преостанатите. Забрзано се гради инфраструктура, се прави се за да се упристои живеачката. А за проблемите кои се појавуваат, мора да се најде разбирање бидејќи секогаш има добра дијагноза. Почнаа тешките камиони да поминуваат по оваа траса од патот, каде што гледате има сериозни оштетувања. Тешките камиони предизвикуваат оштетување и на многу посериозни патишта, а не само на овој наш пристапен пат овде. Тоа што нема знак за забрана за нивно движење не значи дека локалните власти се инертни, туку имаат други предизвици, токму кога ќе направат нешто убаво. А редовно има такви на кои им е криво и им се љубоморни, па измислуваат дека едно раскошно сино осветлување за секогаш ќе го поцрни црн дрим. Нема место за критики од страна на еколозите, бидејќи осветлувањето воопшто не спречува или уништува флора или фауна, наспроти можда е уште подобро, ќе изгледа како аквариум. И да е аквариум и тој треба да се чисти, а ѓубрето да се собира. Така мислат сите, ама ако може за тоа некој друг да плати. Лесно е кога си има договор и кога тој се почитува. А полок со русино може да се пофали дека блеска. Функционирањето на јавното заедничко предпријатие се кочи де факто од страна на општините, бидејќи тие не се во можност да ги исплатат основните средства за кои се договоривме. Освен подписот што Министерството го стави со СЕКО во меморандумот за соработка со СЕКО, никаква помош немаме, било финансиска, било морална, било логистичка. И на крајот, може би по нешто фали, ама не недостига медиумска подршка. За прв пат денеска на новиот под во спортската сала обрачот на кошот беше погоден од првиот човек на градот Подисарот доктор Сашко Николов. Може би постојат некои нови правила во кошарката, додека јавноста да се запознае со нив. Ово е шут и натаму ќе се смета за бунар. Завршуваме. Следете ни на веб страницата 360stepeni.mk. Повторно ќе се видиме в петок од 22 часот. Пријатно!